се почна со една објава на Facebook која гласеше: Почитувани, поради тоа што едниот од машките членови на групата Дупер и даде отказ на Мартина, со поддршка на другиот машки член, од според мене најпатетична можна причина, Авалон продукција го раскина договорот со младите момци. Од мене толку. Напиша собственикот на Авалон продукција, Боба Милошевски, на својот личен Facebook профил. Веста истиот ден стана главна тема низ градот. Зошто? Како? Што понатаму со Дупер? Момците од бендот одлучија да се бранат со молк, но Мартина го скрши мразот во вчерашното издание на Ексклузив, откако ја образложи причината за незиното заминување, или условно кажано, бркање од составот. Што беше она капка која што ја прели чашата овој пат? Имаше секакви нагаѓања по Твитер, по Фејсбук, нешто фанкшуи беа во целава приказна вмешани. Колку тоа има вистина? Да, тоа е вистина. Да. Тоа е не би сакала. Што се случи? Па искрено не би сакала да бидам страната што само ја ќе ја кажам приказната и затоа што секоја приказна си има своја страна. Ај ние твојата страна да ја слушнаме колку тоа беше точно, а колку не. Која беше навистина причината што ја прели чашата овој пат? Причината што ја прели чашата беше тоа. Јас сакав да одам на концертот, имавме несогласување околу. Да одиш на концертот за да настапиш со нив или чисто да одиш да го гледаш концертот? Сакав да го гледам концертот, да. Сериозно? Да. Тоа беше причината, главна вистина. Да. По незиното сведочење пред новинарската екипа на Ексклузив, сепак и собственикот на Авалон продукција реши да ја расчисти целата ситуација со Дупер. Прв ја сподели информацијата за овој скандал, но изгледа и последен ќе стави точка на се. Вака гласи неговата објава која ја сподели денеска. Да избркаш рамноправен член од бенд затоа што сакало девојчето да оди на концерт на друг бенд е најнечовечна и најаматерска работа која ми се има случено во работата со изведувачи од Македонија. Жали Боже на времето што го потрошив на тие 5 состаноци со Дупер. Имав обезбедено бендот да сними албум во Хрватска и спонзор за тоа. Прво ми беше смешно, после сватив дека не е, дека е тажно и неверојатно нефер спрема Мартина. Заради тоа, оној пост од понеделник беше таков и тоа беше пост, не стереотипно соопштение. Не ми е јасно како и зошто беше сватен како официјално соопштение. На Мартина и посакувам успех во се што ќе работи. Другите двајца после овој пост не ме занимаат евер за да им посакам било што. Корисниците на социјалните мрежи не спијат. Веднаш се активираше и хаштагот поддршка за Мартина, со што уште еднаш докажа дека правдата е на незина страна. Дали по тешките зборови на собственикот на Авалон продукција, момците од Дупер ќе имаат храброст да излезат пред широката јавност и да кажат збор 2, останува да видиме. Но едно е сигурно, а тоа е дека изгубија довербата во својата верна публика, со што нивната кариера во иднина виси на конец.